Здраво, дички! Вие го гледате YouTube каналот Дома со Леа. Јас сум Леа, денеска сум повторно дома, затоа што мојата скоро 2-годишна киркичка Зара е настината, односно е болна од грип и така еве трет ден како не е во градинка, сидиме дома и се надевам дека до понеделник ќе биде добра, бидејќи на вистина сакам редовно да оде во градинка, многу и годи промената, дружбата со децата и целиот нов сетинг. Денеска сакам да разговарам со вас за една важна тема која што ги опфаќа сите родители на мали деца, односно сите кои што планираат да станат родители, а тоа е уредувањето на родителското отсуство и работните односи, односно како родителското отсуство влијае на работните односи. Инспирација за оваа тема ми е новата информација која што ни доаѓа од Финска и која што е за поздрав. Финска е земја на која што во многу работи треба да се огледаме како лично, така и колективно, а особено во поглед на едукативните и социјалните политики кои што ги имаат. Токму од таму добиваме информација дека има промена во политиката за породилно отсуство во Финска, односно новите промени подразбираат рамноправност и еднаквост меѓу мажите и жените кај породилното отсуство. До сега породилното било многу кратко во Финска, значи 4 месеци за мајки и 2 месеци за татковци. Сега секој од родителите добива по 7 месеци платено породилно отсуство, доколку нели добие новороденче. Сингл родителите имаат вкупно 14 месеци, додека родителското отсуство на еден од родителите во делумност може да се префрли на другиот во износ од 69 дена, тоа е нешто повеќе нели од 2 месеци, 2,5 месеци да кажеме, кои што практично таткото може да се префрлат на мајката или обратно, доколку има потреба нели едниот родител подолго да остане со детето, а другиот порано да замине на работа. Како и да е, родителите можат овие месеци да ги користат во континуитет, значи целосната грижа за новороденче да изнесува 14 месеци пред да треба некој друг или образовна институција да се вмеша во воспитувањето, односно чувањето на детето на таа возраст. Практично, дополнително на ова, мајката може да добие уште 1 месец плюс пред самото породување, во случај нели доколку има тешка или критична бременост или едноставно не се чувствува работоспособна во последниот месец од бременоста. Не знам дали знаете како изгледаат овие закони кај нас. Најчесто кога ќе се сетиме да се информираме, веќе сме во крајот на бременоста или веќе сме породени, па немаме многу време да посветиме на бркање закони и правила. Се додека не ни биде потребно нели повторно да заминеме на работа во контекст на мајките зборувам. Значи кај нас постои породилно отсуство исклучиво за мајката во рок од траење од 9 месеци, кое што е платено породилно отсуство и истото може да започне меѓу 45 или 28 дена порано пред самото породување, доколку стручна комисија или лекар го одобри ова нели во случај на патолошка бременост или неспособност за работа во последниот месец од бременоста. Значи, она што многу малку мајки го знаат, односно сме виделе дека го спроведуваат, е податокот дека жената може да се врати порано на работа, при што изследува 50% повеќе од платата предвидена со породилното отсуство во тие месеци нели кои што ги користи за работа, а се предвидени за породилно отсуство, но не може да се врати порано од 45 дена, значи 45 дена се за гарантирано отсуство. Мислам дека ова е секаде така, бидејќи има некоја конвенција за овие правила која што го уредува ова, која што Македонија има усвоено. Она што е проблематично тука е породилното отсуство на таткото, кое што
според законот може да изнесува највеќе 7 работни дена во Македонија. Најчесто е уредено со колективен договор во компанијата каде што работите и најчесто овој колективен договор го одредува на 2 дена, освен нели доколку работникот не побара нешто повеќе од тоа. И да ви кажам од лично искуство, ова е доволно време за човекот да се организира, да пречака гости на мекици. И утредента да не отиде мамурен на работа, нели да одмори еден ден после прославата, потоа да се врати на работа, со оглед на тоа дека жените најчесто во болниците се задржани меѓу 3 и 7 дена по породување, во зависност од евентуални компликации при породувањето, брзината на закрепнување или на видот на зафат кој што го има жената. Практично, после прославата за породувањето, мажот дури не може да излезе од работа за да си ја земе жената со детето во пристојно време, што пак доведува до еден друг проблем, посебно во државните болници. Значи, многу често се случува буквално до крај на работното, на конвенционалното работно време, нели до 4 до 5 попладне, да не се ослободат кревети за новите трудници, бидејќи односно за новите родилки, бидејќи жените кои што чекаат нели нивните семејства да ги земат назад дома со новороденчето, всушност мораат да чекаат до крај на работното време токму од оваа причина. Јас се надевам дека со јавна дебата и разговор за ова ќе се покрене малку свеста и можеби ќе се иницира за некои промени кај нас, дали во флексибилноста кај дали во флексибилноста кај работодавците или пак кај самите закони, значи, се надевам дека набрзо ќе продолжиме да ги следиме светските трендови. Породилното отсуство од 9 месеци кое што го имаме е навистина реткост во многу земји. Постојат земји, вклучително и Финска, која што доскоро имала само 4 месеци задолжително платено породилно отсуство кај мајката. Меѓутоа, не е важен само законот, туку е важна и контролата како се спроведува, бидејќи знаеме дека многу често имаме случаи во кои што и покрај тоа што со закон е загарантирано правото на жената да се врати на работа по завршување на платеното породилно отсуство, а дури и постојат можности да се разговара за продолжување на породилното отсуство под специфични услови, значи дали ќе биде платено или не, и во кој износ, дали може да договори скратено работно време или не. Значи многу често жените не се во ситуација да остварат или да иницираат остварување на дел од овие права. Да не зборувам за еден куп случаи во кои што жените го губат работниот однос, односно добиваат отказ уште пред да заминат на породилно отсуство, односно уште во моментот кога работодавците ќе дознаат дека жената е бремена, односно ќе планира породилно отсуство. Така што во овој контекст би сакала да ги слушнам вашите искуства, да ги прочитам во коментари, можете слободно да ми се обратите на социјалните мрежи, на Instagram, Twitter и на Facebook. Се надевам набрзо ќе стапиме во контакт и се надевам ова видео ве инспирираше, посебно вас трудниците, да се информирате повеќе за вашите права, да направите еден среднорочен план за тоа што ќе работите, како ќе работите и што би сакале да остварите од овие права, нели доколку сте вработена. И да, ви благодарам многу за вниманието, се надевам дека ќе имате прекрасен викенд кој што ни предстои покрај ниските температури. Мислам дека времето ќе биде убаво за прошетка, барем во Скопје, каде што немаме снег се уште. Можам да замислам колку е убава на сите оние места каде што веќе имате снежна покривка. Уживајте во викендот со вашите најмили и уживајте во времето што го имате додека не се родило вашето дете. Поздрав!